Благодарам. Колега Бочварски. Прво около задолжувањето. Државен долг 2005 година 38%. Државен долг 2017 година 38%. Јавен долг 2005 скоро 40%, јавен долг 2017 46%. Јавен долг за јавните инфраструктурни предпријатија неспоредливи се реализираат капиталните инвестиции што се реализираат преку јавните инфраструктурни предпријатија во годиниве во споредба со годините на владење на СДСМ. Строго наменско задолжување за инфраструктура. Таа е разликата помеѓу задолжувањето време на владење на ВМРО-ДПМНЕ, време на владење на СДСМ. Велите дека владата на ВМРО-ДПМНЕ се задолжувала за плати, за пензии и не знам што друго рековте. Добро, колега Бочварски, отворите го буџетот на страна 77, кажете ми нови 50 милиони евра дополнително домашно задолжување, за што се? За предизбори, за манипулација на гласачите, подолна ставка задолжување странско нови 100 милиони евра со вашиот речник, за што се? За манипулација на граѓаните пред локалните избори. Зошто се овие нови 30 милиони евра најавена аукција на државни записи на 8 август? За манипулација со граѓаните, за купување на гласови пред локални избори со вашиот речник. 3 милиони евра, 12 месечни државни записи. 20 милиони евра, 15 годишни државни записи. Идните генерации ги задолжуваме. И 7 милиони евра, 5 годишни државни записи. Објаснете ме за што се? За плати, за пензии или за купување на гласови?